Субвенциите за земјоделците се уште ги нема, иако Уставе минатата недела со решение се изјасни дека истите може да се исплаќаат. Од Министерството за финансии тврдат дека се уште немаат законска основа за исплата и мора да се чека на одлука од Уставниот суд. Ова за струмичките земјоделци играње мајта под страна на надлежните органи. Стравуваат дека повторно ќе се тактизира со исплатата на субвенциите и не очекуваат дека брзо ќе ги добијат парите. Иако министерот за финансии Кирил Миновски вели дека во буџетот има пари за таа намена, во што пак земјоделските здруженија од Струмица се сомневаат и велат дека е повеќе од очигледно дека пари нема. Ние и понатаму остануваме песимисти, мислиме дека нема шанса во најблисок временски период да бидат исплатени субвенциите, бидејќи според сето она што се случува не постојат финансиски средства за исплата на истите. Во најкраток временски период мора да се исплатат субвенциите на земјоделските производители, бидејќи имајќи сето она што се случува во сферата на производството с големини цени на репроматеријалите, нашиот земјоделски производител веќе финансиски е немоќен и од најголема потреба ќе му дојдат исплатата на субвенциите. Утре Уставен суд треба да ја објави конечната одлука, пошто од Министерството за финансии тврди дека ќе почне исплатата. На име за останати субвенции, државата на земјоделците им должи околу 100 милиони евра. Потпишени се налозите за околу 60 милиони, кои заглавија во правните лавиринти. Никој веќе не е убеден дека од утре ќе почне исплатата, бидејќи со месеци трае голготата на земјоделците за државната помош која не се исплаќа заради изборниот законник.